Да се биде хроничар за Скопската општина Ѓорче Петров, посебно за населените места во руралниот дел на општината, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збинувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадбинат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги пренесе оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи кои што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите настаните, што ги опишува тој летописец, успева да му се доближи до читателот, до слушателот, до гледачот, а читателот, слушателот и гледачот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Ѓорче Петров, посебно 5 стари населени места, Ликиштани, Орман, Ново село и селото Кучково, распослани во северозападниот дел на општината Ѓорче Петров, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-исторички, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Кучково. Почитувани мои, се наоѓам во северниот дел на Скопската котлина. Се наоѓам поточно речено во северозападниот дел на општината Ѓорче Петров, овдека во атарот на селото Кучково. Селото Кучково ете по подлого време, поточно речено после 5-6 години, повторно доаѓа да направам нова репортажа, но овој пат да направам репортажа на еден од 12 духовни светилишта православни во атарот, кои што се наоѓаат во атарот на селото Кучково. Тоа е манастирот посветен на рождество Пресвета Богородица. Ете намина овде на заслугот по покана на манастирскиот одбор, овдека од манастирот посветен на рождество на Пресвета Богородица. Како што напомнав, да направам репортажа, овде ќе бидам и за заслугот на вечерната богослужба, а се разбира, ќе бидам и утре на утринската богослужение, затоа што ако не направиме, така да речам, и ако окото на камерата не го доулови и тој дел од ова прашување, тогаш не би била опет нашите народот, што били народот, репортажата. Одиме тука во манастирот, каде што полека, така да речам, се полни манастирскиот двор, очекаа свештеникот и заедно со соборскиот народ да започне празнувањето. Ете како што вели народот, Господ милуваше атарот на општината Ѓорче Петров да го крстарам во изминатава деценија, овој пат да го посетам селото Кучково по покана на манастирскиот одбор на манастирот Рождество на Пресвета Богородица, чии патрон и празник со векови се прославува на 21 септември, чии празник кај народот е попознат како Мала Богородица, како за селото Кучково, така и за манастирската слава, да направам нов документарен видеозапис, поточно речено да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија.
Како по стар обичај кога патувам низ селата во Република Македонија, особено за големите духовни, црковни или манастирски празници, доаѓам така да речам во раните попладнени сати на заслогот на самото вечерно богослужение и благословената вечерна црковна трпеза, а воедно за да присуствувам и на утринската богослужбена литургија, благословениот црковен или манастирски ручек, така и во селото Кучково, поточно речено во манастирскиот комплекс Рождество на Пресвета Богородица, пристигнав во раните попладнени сати, каде во манастирскиот двор ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на манастирскиот одбор, Маријан Стојановски. А пред се благодарност за што ни овозможите, што дојдовте да снимиме една репортажа, да ни остане успомен. Јас сум Маријан Стојановски, домаќин на манастирот Мала Богородица и по фамилија сум од татко Богатин Кисовски и мајка Кипра Сурковска. Дедо ми бил Здравко, сите го знаат, постарите кучковци, помладите веќе може слушале. И мајка ми исто, таткото Трпе се викал, мајка Тодора, баба ми велика веќе на овие простори, дали била пољак и ги чувала лозјата, сите постари, пак ќе повторам, жители Кучковци и соселани ја познаваат многу добро. Која му е летна слава на селото Кучково? Селска слава е Свети Спас, црквата Свети Спас кај гробиштата во селото. И таа е селска слава, меѓутоа се слават и други слави. Кажеме, јас ја славам Свети Димитрија Митровден, Свети Никола. Тие биле така поголеми слави кои што ги селаните и жителите на Кучково ги чествувале и ги славеле масивно, да. Секоја галабија, да ја кажеме порано, си имала своја слава, а претежно овие биле најзастапени. Да се помолиме на Господа. Многумина ми напомна дека Кучково може да се пофали со 10 цркви и манастири. Колку отприлика на број се цркви и манастири, колку вакавски места, така речено? Така, вакавски места имаме повеќе, а цркви и манастири се 2 манастири и 9 цркви, тоа е се заедно 11. Имаме Миочи, место каде што се замиваат, кај што исто посетено, кај крстот горе, кај што е направен, тоа е свет крст осветен. Значи, места каде што луѓе од страна доаѓале, новороденчиња имало, како и делот црква овде во Богородица, каде што имаме света вода, каде што доаѓаат од сите страни, ја посетуваат. И за мене како домаќин е најсреќен сум кога ќе дојдат и кога ќе ми кажат дека останале блажена состојба, дека излечеле некои болести кои што се мачеле со години. Тогаш за мене е комплетно и јас ми дава дополнителна сила да работам во манастирот. Ете, напомна дека ти си домаќин овдека во манастирот, Рождество на Пресвета Богородица. Јас би рекол, ти си првиот меѓу еднаквите, меѓу црковниот одбор. Колку години си овдека, така да речам, Божји слуга, и што беше тоа, мотивацијата, ете, долги години да бидиш тука, и како го најде манастирчето пред ти да бидиш, да наследиш оние пред тебе што беа тие исто така домајчини? Овој манастир ни е познат, ние тука имаме, како што и кажав, разни ниви, како дете овде сум доаѓал. 50 години овдека се копало, се орало, ниви, лозија тука, и доаѓав овдека како мал и ми исполнуваше со мир, со тишина, со убавини, Божји убавини. Негде 2018 година, после празникот Рождество на Богородица во септември, дојдовме за да направиме нешто ние екипно, како одбор. Црквата беше мала, на паѓање распукана, немаше ни камбанарија, немаше многу работи кои што и недостасува. А јас со мојата екипа сакав нешто да направам. Со аманет од селаните и од одборот на местната заедница во село Кучково, со аманет од Македонска православна црква,
со под раководство на Игор Пачовски, отец Игор Пачовски, он е старешина на сите овие цркви што ги кажав, дојдовме и се заложивме и еве може да видите вие што е направено за 5 години од една црква која што беше од турско време правена, ниска мала на паѓање. Направиме нешто и ќе направиме уште колку што Господ ќе ни даде сила, а ќе ни даде, верувам, затоа што ние сите се бориме секојдневно овде да направиме нешто свето, нешто убаво, за да можат нашите понатамошни поколенија уживаат, доаѓаат, да се релаксираат и да си најдат мир. Црквата, односно манастирот Рождество на Пресвета Богородица е ретка црква во Република Македонија, каде што во тремот, во припратата на црквата се наоѓа и минерална вода, која што таја, значи, од памтивека, од векови извира и темелите, старите темели се тука поставени. Напомна дека овдека има и и света вода. Може ли малце да речеме како кој треба да се направи кога би дошол еден брачен млад пар за да се помоли на Бога за да му биде многу побројно семејството? Така, не побројно, него да го дарува Мајка Божија Богородица со рожба. Тоа е многу битно. Они доаѓаат тука и јас како домаќин им кажувам што треба да направат. Си влегуваат од водата, си земаат, има место каде што се замива, одат на местото, се замиваат 3 пати, палат после свеќа, кажуваат Мајка Божија Богородица помилуј нас и после тоа поседуваат на тој дел од местото каде што е најсвето, каде што ќе ги сослуша, ќе ги Мајка Богородица и ќе им даде сила, здравје, рожба и сите работи за кои се дојдени. Доаѓаат луѓе и од странство, доаѓаат од каде не, значи масивно е посетено манастирчево. Великден, да кажеме, доаѓаат тука луѓето, тоа е една еуфорија, една убавина каде што сите ќе Христос воскресе или убави работи кои што така е. Значи сите можни празници ние ги одбележуваме. Некој пат поизразено, затоа ние ги одбележуваме адекватно. Кога е потребно, поготово за празникот, доаѓаат и не удостојуваат и понатака ние им пренесуваме благослов на сите други кои што имаат потреби. Вечер веќе имаме и вечерна богослужба. Утре е утринската литургија, каде што вечерва ќе се служи и благословена вечерна трапеза, значи посно е овој денеска, а утре ќе има исто така и ручек кој што ќе бидат ќе го послужени на домаќините. Туку пак едно брекол. Ќе ни дозволиш ли овде, имаш и други твои соработници во манастирчево, кои што заеднички работите, ти си прве меѓу еднаквите и со нив малце да поразговараме. Апсолутно, само сакам да кажам една реченица, дека литургијата вечер ќе биде во 18:30 часот, а утре дента на самиот ден на Рождество на Пресвета Богородица во 8:30 часот. После тоа, значи ние имаме обичај, сите тука се кршат лепчиња, сите за здравје, кој има слава, кој за здравје си крши лепче. После тоа општа народна веселба почнува, после кршење на лепчињата, со музика, со тапани, со зурли, како со традиции што се чествувало. Ние ќе го наставиме тоа, за да може да продолжи една традиција, една убавина со години. Од 12 часот имаме свечен ручек и сите што сакаат може да скаснат за здравје и да им биде благословено јадењето. Амин. Тука се наоѓа во северозападниот дел на општината Ѓорче Петров, во атарот на селото Кучково. Тука се наоѓаме во манастирскиот двор на Рождество Пресвета Богородица, која што ете со години и со векови овој празник мештаните од селото Кучково го празнуваат. Ти си овде, така да речам, активен во овој македонски православен храм, да ми се представиш твоето име, презиме, од која галабија си, од каде ти е потеклото? Јас сум Војо Ѓорѓевски, коренјот наш е стар многу години од село Свиларе, кај што било
претежно македонци, а се преселени 45 година во Ѓорче Петров. Инако татко ми е роден во Скопје и останавме во Ѓорче Петров, но со љубов кон селото Кучково и мерак за убавините на нашето село Кучково. И има во кругот е богато доста со цркви и ете така сакав еден спомен да остане еден трак од мене во нашите цркви, да колку можеме да помогнеме. Ние сме еден така добар тим, што јас сум веќе домаќин на Света Петка и Света Недела во село Кучково, а имаме еден добар тим кој што сакаме да ги градиме, да помагаме на сите цркви, така се слагаме и се поштуваме и соработуваме за сите наши цркви што сме домаќини и што сме во одборот. Овај манастир, според пишаните документи, датира уште пред многу години, векови. Во пишаните историски документи е запишано дека тука постоела рано-христијанска базилика, меѓутоа од најново време е реобновен некаде во втората половина на 19. век за време на владеењето на Хавзи Паша, каде што според некоја легенда, кога го одбирал местото каде да го направи својата резиденција, по стар адет и обичај 3 овна ќе го наредил да бидат заколени и отставени, да каде ќе има најголем пробив, таму очио да го направи кој се вика речио неговиот дворец. Меѓутоа, според тие пишени документи, задужбина е Света Петка овој манастир од него. Јас овдека пред едно 10 и повеќе години бев присутен кога работев во АН телевизија и ова што го гледам денеска е сосема друг изглед на овој македонски православен храм и пред се ме радува старијата архитектонска византиски стил на градба на црквата посветена на рождество на Пресвета Богородица. Овдека ми кажува дека вие сте еден од тие првите меѓу еднаквите кои што го имате реобновено со оној познат свиларски оној травертин кој што го има ширум овдека во северниот дел на Скопска котлина. Ние како одбор почнаме прво да функционираме во Света Петка и Света Недела. Таму бевме исто целиот тик работевме и ги обновивме. И во тек на периодот наш дојде домаќин Маријан, кој од целиот тим дојдовме, решиме да можеме и не да што можеме повише да изработиме од таа црква, и беше мала црква, не беше како што треба, градбата беше од кал и од камењ. Ние целиот тим се собравме, работевме, значи колку можел работел да се изгради, да биде во еден стил народски, да биде една убава црква, како сегаш да ја гледаме, прекрасна црква, една, ја мислам дека во кругот една од најубавите црквички, сепак во оној стил како што беше и сега како е, макотрпно што работевме и не го жалиме трудот што го направивме, ова што го даваме и се што можеме од нас, све ќе даваме труд за да биде поубаво и поубаво, затоа кои ќе дојдат луѓе тука да дојдат да видат, да има што да видат. И кои ќе седнат во катчето на кругот на црквата, да имаат чувство на мир и спокојство. Затоа што денеска сите знаеме дека народот сме малку по растревожени едно друго, затоа кои ќе дојдат луѓето тука сакаме да се осеќаат пријатно и убаво. Затоа да допринесуваме целиот наш тим што може поубаво да се направи, што можеме поише да допринесеме за црквите. И така одлучиме па и денеска додека сме здрави и живи, мислиме дека ќе помагаме и ќе ги работиме црквите, ќе ги правиме. Ова беше една макотрпна работа да се работи со камењ, ама тоа ни помина исто како во сон. И ете успеавме да го направиме како што доликува. Овдека исто така гледам и во изградба и камбанаријата. Имате ли звоно кој што овај порачано донесено ли е? Камбанаријата почна пред 2 години да се прави, звоното е излиено, направено е
ставено е на самата камбанарија, така да и функционира. Овдека исто така се разбира дека кога човек ќе дојде во манастирот Рождествена Пресвета Богородица, ја гледа панорамата на градот Скопје, тука каршија се наоѓа и Скопи, стариот антички град, понатаму се наоѓа и Скопска Црна Гора, каде што тука влегува, така речено, Бобарчиго, тука би рекол би го кучил Кучково, затоа што најголем број на цркви и манастири овој дел на Македонија после Охрид, Очигов и Прилеп ги има. Тука ги гледаме и конаците. Тие кога се градени, дали се осветени и што понатаму планирате да? Ние ова село е стварно богато со цркви и јас сум задоволен и среќен со село Кучково и со мештаните што е богато со цркви. Значи сепак треба да народот верува во нешто за да се изгради. Така да ние покушаваме да направиме нешто што можеме поише. Сега црквите сега сакаме да ги завршиме и да ги осветиме. Таа ни е целта за да биде како што треба и да ни ја осветат, да биде барем да се знае дека може да се слободно. Што е тоа што ве влечи овај ете ја продолжите таа традиција заедно со манастирскиот одбор овдека, кој што е тоа што ве влечи овај? Па ме влече повеќе другарството, слогата, ние тука просто се осеќаме како браќа, како сестри, така да ако сме надвор од овој објект, подрugше се осеќаме. Овдека кој ќе се собереме, многу поубаво имаме некој чувство дека духовно смирување, не размислуваме многу за ова, затоа размислуваме што ќе продолжиме понатака со изградбата на црквата, што ни е приоритетно да се направи, така да и се осеќаме многу подобро сите. И здравствено, ја мислам, и психички, и физички сме тука сите вклопени во тоа што секој од нас 10-15 души од одборот ќе кажат нешто што е приоритетно да го правиме. Затоа што има многу работа. Ние не сме толку моćни за да можеме да направиме нешто. А така гледаме што ни е приоритетното, тоа прво го правиме, тоа другото помалото ќе го ставиме за понатака. И сакаме секоја година, пошто го славиме празникот, сакаме луѓето да ги сближиме, да бидат сплотени како браќа и сестри, затоа што овој амбиент толку не смирува и не скротува и сакам да бидеме сите сложни, како браќа, да живееме како браќа, да се дружиме. Тоа ни е празникот кој ќе дојдеме ние дека народ гледаме, тогаш се сближува народот. И тоа сакаме нас да ни биде во продолжеток, да и понатака да остваруваме што поише работи и да се собираме повеќе народ тука. Од народ за народ, да. Туку ова едно да ве прашам. Вие рековте дека сте домаќин на црквата Света недела. Света Петка така. Колку цркви и манастири може да ми наброите? Ако не се иде, може да ми наброите? Во село Кучково. Еве сега да почнеме, пошто е Богородица. Имаме Свети Трифун, Крстовден, Свети Арангел, Свети Спас во сред село. Таа е една од постарите. Свети Ѓорѓија, Свети Илија, Свети Атанас, Света Петка, Света Недела. Горе на целото се наоѓаат и осветениот крст, каде што е една традиција, скоро повеќе од 10 па и повеќе години. Цело Скопје на 1 мај горе се оди горе на крстот. И тука ги има едни стари адити и обичаи кои што се организираат на местото викано крстот. Може ли да ни кажете нешто повеќе? Ние сме долго време членови во село Кучково и организираме за 1 мај и пред тоа нашите сограѓани доаѓаа во село Кучково и беа пречекувани во оној селски амбиент, во носиите на селото Кучково, што беа пречекувани она старовремското со локум и вода и беа испраќани горе на крстот, кај што се организира војничко гравче ручек за сите. Така да е многу убаво и доста е посетено.
Па има доста игри, има пред тоа организираше еден наш сограѓанин фаќање на петел, игра трчање во вреќа, имаше фрлање камењ, влечење на јаже, така да имаше многу пријатни и убави игри кои луѓето се спојува, беа весели, насмејани во лициња, колку да беа некако тажни, тие забави им беа нешто како да допринос да бидат весели, да се радуваат барем во оној момент кога се со нас. Твојата сопруга од каде е? Мојата сопруга е од Бугарија. Така, од кое место? Од село Казанлък. Така. Фабриката за роза. Колку нучина имаш, колку пчела ви даде го? Една керка имам и една внука имам. Како ти се вика нучето? Имам една прекрасна внука, Мелек, и една годинка сега напуни. Лани ни се породи керката баш за празникот, за Богородица, и таа ни донесе една голема радост на сите мои другари, пријатели. Се заблагодарувам на сите, беа сите весели, радосни, затоа што, ете, прво внуче, така да... Ете, го слушаме бијањето на камбаната. Се навестило празнико рождество на Пресвета Богородица, заслаго вечерва, каде што ќе дојде и свештеникот, каде што има вечера литургија, ќе се собери и соборскиот народ, и заеднички овај ќе се кесува. Ти си, ќе го, така да речам, дел од црковниот одбор, манастирски одбор овдека во овој манастир. Не само во овој, скоро во сите манастири, во Света Недела, во Света Петка, Свети Трифун, и во сите вакви су во одборот. Да ми се представиш твоето име, презиме, од која галабија си од Кучкова? Јас сум од Богдановци, Трпковски Раде Божидар, село Кучково, од мајка Благоња, од татко Раде. Мајка ти од кое место беше таа? Мајка ми е од Горно Свиларе. Така. Колку браќа и сестри сте вие? Ние сме 4 браќа, 2 починати, 2 сме живи. Така. Ќе го, како се викаше дедо ти и баба ти по таткот? Дедо Трајан и баба Спасена. Така. А пак дедо ти и баба ти по мајка ти? Дедо Петко и баба Стана. Што години имаат тие, да речеме? Па негде 90 кусур години има. Може ли да се присетиш овде кога се наоѓаме во манастирчево рождество на Пресвета Богородица, какво беше манастирчево пред 40 години, да речеме? Па да ви кажам, беше многу западнато. И мене ми беше криво кој ќе го видов така. И тој што ни беше претходно, као домаќин овде, не се покажа баш како што треба, па формираме одбор црквински, па тек тога го повикаме и него да остапи, да ја преземеме ние со господин Маријан и нашите колеги. По нашето преземање, пошто ова беше да ти е страх да влезеш, веќе на склона на паѓање. И одлучиме да го отвориме, да го рушиме тоа, и така беше за паѓање. И се потрудиме во име на сите овде околу нас, и на градов, и на селбата, и селото, што ни помагаа, пазите, ние да не судираме во гради дека ние сме го направиле сами. Ова го направиле повеќе луѓе, донатори, што некому се сањало, па доаѓа да ни помогне или да донесе цемент или што ти ја знам, друга блок и така натаму граден материјал. Значи од многу луѓе имаме помош. Ти се радови душето што не само за Богородица, за празник. Уопште. Секој ден по манастирскиот двор е препон со народ, но не само Богородица, туку и сите оние 12 цркви, особено манастир Свети Ѓорѓе, кој што е еден од најстарите. Јас секоја недела идам и на Свети Трифун, поседувам таму со домаќинот, идам горе на Света Недела, поседувам со домаќинот, доаѓам овдека исто почесто на Мала Богородица, без разлика дали домаќинот тука или не, пошто ние викаме вака, црквата не е само моја, него на сите нас и околу нас. Црквата е на сите народи, пошто сите учествуваат. Овдека ми раскажа една приказна, дека овдека, се дали е точно во овој манастир, доаѓаат и граѓани од Република Македонија, кои што се од исламска вероисповест.
Да. Без разлика на вера и нација, црквата е отворена за сите. Секој кому има мака, без разлика дали Пошто овде има света вода. немаат пород, пошто има света вода, доваѓа се завијува, после тоа доаѓа да се заблагодари, носи поклони и така натаму. Што вика старите дека Исус Христос кај муслиманите е Аллах го Се исто, и кај него е Господ и кај нас е. одиме тука во манастирот, каде што полека, така да речам, се полни манастирскиот двор, почека свештеникот и заедно со соборскиот народ да започне празнувањето. Како по стар авет е обичај, освен домаќините на било кој црковен храм во Македонија, било тоа да е манастир, било да е црква, меѓу првите, меѓу еднаквите е и кумот на овој на славата. Вие сте овогодишен кум, вашето име презник. Зоран Минчев, фамилија Минчеви, Карпус 4 потекло, иначе живееме и работиме во Париз. Дедовме оваа година да помогнеме на манастирот, како и од претходните кумови, сите кумови, и уште еден кум има со мене кој не можеше да дојде, фамилија Стојчевски, Оливер од Лај, потекло од тука. Помогнавме колку што можевме, помогнеме оваа година, се надевам сите ќе доаѓаат тука да помагаат, да се изгради колку можеме сите заеднички и тоа. Ка ни е на помош празникот Мала Богородица на сите верници. И ова нешто да ве прашам. Рековте дека живеете во Франција, во Париз. колку долго време? 22 години, македонски инвеститор, не земав државјанство француско. Децата имат македонско државјанство и француско, и имаме 7 дуќани за балкански специјалитети и македонски производи. Бурек, торти, колачи и така натака, све наше македонско. Ви се радува ли душата кога ќе чуете тамо во Париз наша македонска песна, наша македонска оно, кога ќе чуете еко на тапано на зрубата? Највише. Најстрекни сме тогаш. Ајде еден голем поздрав до сите наши македонци ширум светот. Дали е добро да си дојдат во Македонија? Да, дојдат во Македонија, да инвестираат во Македонија, да помогаат на сите манастири, така каде треба и тоа. Што повеќе се избираме за вакви работи и да помагаме на нашето православие. Што викаат старите, од народ за народ. Од народ за народ, така. Да ни здрава живо Македонија и нека е дело здрава година. Македонија и среќен празник, Мала Богородица. Амин. Поздрав сите верници. Нека е на помош. На помош, Мала Богородица. Нека е на помош, еве и благодарам со мене како домаќин од одборот. Им благодарам на кумовите што оваа година не удостоија, ни помогна да го збогатиме овој чин кој што секоја година се чествува во знак на рождество на Пресвета Богородица, да се здрави и живи оние со фамилиите, само среќа да ги прати. Поздрав до сите, до диаспората, и убаво кажа кумот, нека дојдат, нека видат што е убаво од својата земја Македонија. Нема ништо посветно, нема ништо убаво од ова наше свето место. Каде и да одат, пак ќе дојдат тука, затоа што нема убава земја од наша. Да сте здрави и живи, еднаш благодарност за нив. Сите верници да се благословени од Господа и од Мајка Божја Богородица. И благодарам на сите. Ете, полека, но сигурно се припремате тука вие од црковниот одбор, од манастирскиот одбор на празникот, рождество на Пресвета Богородица. Сончевите зраци тука оврчиго во непосредна близина на манастирот заоѓаат и се навестува празникот. Камбаната, клисарот ја удри, понарски кажано, ги повика сите гости да дојдат на заслаго вечерва, а исто така и утре на утринската богослужба. Како што напомнавте и си, ете, овај првиот од помладите меѓу еднаквите овде кој избран во црковни одбор, твоето име и презиме и која беше таа мотивација, ете што се вика,
да ја продолжиш традицијата кој што ја продолжиле и пред тебе и пред нас, нашите дедовци и баби, а пред се кучковци, па не откажено, пошто Кучково има 12 свети места, меѓу кои што е и манастирот Рождество на Пресвета Богородица. Така, фала ви. Јас се викам Бојан. Значи, мотивацијата, како и се оно што го кажавте претходно, некако доаѓа, како што и од обичаите, и од нашите предци, нашите родители. Дедо ми бил домакин пред многу години тука, така да јас како предводник да кажам на нова генерација, секогаш е убаво да даваш пример, нели, од свое лично искуство. Јас да кажам активно во цела оваа приказна и во ова што се реновираше и што да кажам ова свето место го чуваме и го негуваме. Сум активен некаде од 2018 година, така да тука го најава својот мир, својот спокој, убаво место, природа, убав чист воздух, зеленило, дружење со попладневни денови ги поминувам тука кај што е убава атмосферата, знаеме да се дружиме и така да све она што ни придонесува за општото добро, како на самиот себе си, така и на сите луѓе што доаѓаат тука. Напомнате дека вашиот дедо, значи вие го наследувате. Како му беше името негово? И од која Галабија си? Да, од Галабија Кисовци. Така. Значи тука бил домакин Душан Димовски. Така. Тој е брат на мојот дедо Богатин. Така. Сега е домакин мојот чичко Маријан. Така да јас некако тие ми некако како се вика, таа традиција продолжува, така да јас сето тука на ова место сум активен и и на помладите можеби пример да ја почитуваат црквата, ја почитуваат нашата религија, бидат да си најдат и некој свој задоволство, свој мир, здравје, се што нели сакаме се стремиме ние кроз животот да стекнеме на крај крајава и успеси, нели. Ти си младо момче, ајде една порака до твоите врстници. Да. До сите македонци. Така. Без разлика дали се во Република Македонија, Така. во Америка, Австралија, Канада, Европска Унија, во Пиринскиот, Егејскиот дел на Македонија, во Голо брдо, во гора, во Мала Преспа. Ајде да си дојдат во Македонија, да ги посетат нивните родни села, родни градови, да дојдат во нашите храмови македонски, затоа што пубаво место од родното, пубаво место од духовното, од Македонската православна црква, од Македонија се нема никаде. Така. Да, убаво кажавте, така да сите луѓе верувам кои што се родени тука или не се родени тука, имаат потекло од Македонија, на некој начин ја сакаат својата држава, својата религија, можеби ја почитуваат таму и каде што се наоѓаат и се стремат и да дојдат тука да го посетат. Различни причини ги наведал да се можеби не знам, да се иселат од Македонија, меѓутоа верувам дека сите тие кога дојдат тука и во разговорите и кога дојдат и во свето место, слободно можам така да го кажам, разговараме и сите они кажуваат дека си ја сакаат својата и држава, а и религијата. Така да мојата порака би била кај да бидеш дали не е битно дали си роден во Македонија или не си во Македонија роден, чувствувај се како македонец, почитувај ја државата, сакај ја државата и нормално тука се родителите да ти помогнат да го научиш и јазикот ако не си роден во Македонија и така да ти ги кажат како што мене ми ги пренесуваат моите родители, роднини, традицијата, обичаите, културата, така да сигурно и нивните роднини, пријатели и родители тоа истото го прават. Така да само да шират љубов, да сакаат меѓу себе си, така таа е една порака која што мислам дека на сите нас ни носи многу убави работи. Можеби нели сите знаеме она што го нарекуваат, можеби Бог е љубов, така да тоа е најбитно. Нека денот зремо години
еве го црковниот двор, поточно речено манастирскиот, полека се полни со народ и се очекува свештеникот. Да. По нестар адет е обичај да го пречекаме, така? Така е, да, денеска е 20 септември, сега уште малце ќе почне литургијата, ќе дојде свештеникот, ќе одржи својата богослужба, така да после тоа ќе имаме, мислам дека и вечера, Да, така да ќе ќе се дружиме, ќе ни биде пријатно на сите, ќе се собереме и нормално ова е најава за утрешниот голем празник Рождество на Пресвета Богородица, така да и утре ни е нас еден убав посебен ден на сите на македонци, на сите луѓе од православната религија. Најпрво дека ние за многу години денот големиот христијански празник Рождество на Пресвета Богородица. Овдека, како што кажавте, сме во истоимената црква. Вие рековте ваторот на Клучково, но овдека важи дека и ова дел од Стопански двор. И така препознаваат луѓето во Ѓорче, па мислам дека и во Скопскиот дел на Република Македонија. Еве денеска сме ние овдека, како и секоја година претходно, присутни, можете да видите колку народ има, колку народ се собира. Морам да констатирам дека на сите овие вакви средби, што ги имаме во сите цркви во Ѓорче Петров, а фала му на Бога имаме доста вакви настани во текот на годината. Многу малку гледаме луѓе кои што се од помала возраст, односно помлада популација. Се е оставено на повозрастните, среќа што ги имам и среќа што е одредени луѓе како господинот Маријан и ред други кои што се вклучени не само во овој црквен одбор, туку и во другите црковни одбори, во црквите во општина Ѓорче Петров се многу активни во тој дел, ги негуваат традициите и сакаат да направат нешто повеќе за населението преку делувањето, преку црквата и организација на вакви собери. Кај јас сметам дека неизоставно е секој ден што е надвор од границите на Република Македонија, барем еднаш во годината да дојде тука и многу луѓе тоа го прават. Јас лично познавам многу такви кои што се успешни стопанственици, да кажам, во Соединетите Американски држави. Со многу прилика конкретно таа држава запознам многу луѓе кои што доаѓаат, ги посетуваат и многу помагаат, да кажам, во секој од местото од каде што потекнува, но имам впечаток дека тоа присуство не е доволно. Генерално зборувам за младата популација, тука ги вклучувам сите македонци кои што се и во Република Македонија и надвор од неа, како што рековте. Нека е денот за новогодини, па да година побројни, Така да се видиме, што се вика, но не само на овие наши македонски православни празници, туку да се видиме во оние родни места кај што нас не е потеклото, каде што ова парче земја со мелиниуми се нарекува Македонија, а народот што живее со векови македонски. Да ни е здрава жива Македонија. Да живее Република Македонија. Ако може да дадам една благодарност за соработката непрекуснавана што имаме со општината и градоначалникот Александар Стојковски, кој постојано не само одека на сите цркви и манастири помага константно. Еве, нека е здрави жив и он неговата фамилија и екипата и советот кои што ни помагаат на било кој начин. Имаме разбирање и ќе имаме. Благодарност уште еднаш на целата општина Ѓорче Петров. Уште еднаш нека е денот за новогодини. Амин. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам нагости во селото Кучково на манастирската слава посветена на Рождество на Пресвета Богородица, меѓу народот попозната како Мала Богородица, ова 2023 Господово лето, кој се празнува со векови во овој манастир. Почитувани мои, како мештаните од селото Кучково го празнува овој верски празник, ова 2023 Господово лето, ќе ви пренесам кои ќе биде дел од оваа репортажа. Отче наш, кој си на небесето, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, хлебот наш насушен дај ни го денес,
И прости ни ги долговите наши, като и ние ще ги простуваме на нашите должници. И не наведуваме в изкушение, но се помолиме на Господа. Да се избавиме от всякаква тъга, гнев и охот, да се помолиме на Господа. Боже, защити не, спаси, помилуй, запаси не со Твоята благодат. Подолай Тя пред светата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, да се помолиме на Господа. Да се избавиме от всякаква тъга, гнев и охот, да се помолиме на Господа. Боже, защити не, спаси, помилуй, запаси не со Твоята благодат. Подолай Тя пред светата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Господи се Христе Боже наш, благослови ги и освети ги овие лебови сега секогаш и во вечни векови. Амин. Ова лепче ваше, во слава и чест на Пресвета Богородица се принесува ова бескрвна жртва за здравие и за спасение за чедата Божица. Кого е? Дарија. Војдан. Велико име, Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име, Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име, Света Троице, Пресвета Богородице, помагај нас. Христос посреди нас, Господ здрави и среќа на народ. Да внимаваме. Рече Господ на своите ученици: Вие сте светлина на светот, не може да се сокрие град, што се Почитувани мои, како мештаните од селото Кучково го празнува овој верски празник, ова 2023 Господово лето, ќе ви пренесам во наредната документарна репортажа.